сите, ова е денешната пресконференција која што ја држам како председател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на Република Македонија. Благодарност за вашето присуство и ова е она што сметам дека треба да се соопшти и што треба да биде кажано. Почитувани присутни, Комисијата за политички систем денес не ја одржа својата седница поради неприсуство на господјата Катица Јанева. За денешната седница господјата Катица Јанева доби уредна покана, иста онаква каква што според законот добиваат сите избрани именувани лица кои имаат обврска да поднесат извештај за својата работа пред Собранието на Република Македонија. Со жалење можам да констатирам дека ова веројатно е првиот случај во историјата на демократска и плурална Македонија, првиот случај во овие 25 години едно избрано или именувано лице да не се појави и да не го образложи извештајот за својата работа и за работата на институцијата која што ја раководи. Денес, како председател на Комисијата за политички систем, не добив никакво известување дека господјата Катица Јанева не е во можност и дека нема да дојде на денешната седница, иако интересот кај пратениците е очигледен и голем. Нејзиното денешно недоаѓање на седницата на Комисијата и нејзиното недавање на известување или образложение дека нема воопшто да се појави е целосно непочитување на институциите на Република Македонија и на Собранието на Република Македонија како највисок законодавен дом на нашата држава. Најзначајно, ова е целосно непочитување на Уставот на Република Македонија. Почитувани присутни, Република Македонија е парламентарна демократија и сите избрани именувани лица носат одговорност пред Собранието на Република Македонија. За жал, денес господјата Катица Јанева се стави и над Собранието и над Уставот на Република Македонија. Да подсетам, пред ова собрание, пред овој законодавен дом, еднаш годишно извештај за својата работа поднесува лично председателот на Република Македонија. Еднаш месечно, секој месец, на седница за пратенички прашања присуствува и дава одговори премиерот со сите министри во владата на Република Македонија. Секојдневно на нашите пленарни и комисијски седници присуствуваат и даваат одговори сите министри, заменици министри, државни секретари. Пред ова собрание и пред неговите работни тела извештај и одговорност даваат председателите на Републичкиот судски совет, на Советот за јавни обвинители, Народниот правобранител и цела низа на институции. Пред ова собрание извештај поднесуваат и сите амбасадори кои што ги испраќа Република Македонија. Пред ова собрание доаѓаат и поднесуваат извештај представници на сите регулаторни органи, комисии, агенции и други тела. Никој нема право да се стави над Уставот на државата и на Собранието на Република Македонија. Очекував дека господјата Катица Јанева е свесна за својата одговорност и свесна дека конечно мора да почне да работи врз база на законите и Уставот на Република Македонија. Жал што денеска не ја искористи можноста да дојде пред пратениците како избраници на граѓаните и да даде целосен и прецизен извештај за својата работа. На овој начин, господјата Катица Јанева дозволува да биде разбрано дека таа не работи ниту според Устав, ниту според законите. Нема причина да се плаши и не доаѓа во Собранието на Република Македонија, ако сите нејзини постапки се законски и се темелат на факти и докази. Бегањето од Собранието на Република Македонија е бегање од себе и од обврската да се поднесе извештај. Ве информирам дека седницата на Комисијата за политички систем ја закажа да се одржи утре во 11 часот во истата сала, во истото ова собрание на Република Македонија. Покрај тоа што веќе е упатена формална и писмена покана до господјата Јанева, дозволете ми и пред очите на целата јавност да ја поканам и
повикам да си ги исполни своите уставни и законски обврски и да биде присутна на утрешната седница на законодавниот дом. Ви благодарам за можноста за обраќање ова на кое што сакав да го соопштам пред јавноста и го кажам денеска. Повелете доколку имате ваше прашање. Повелете господине. Се надеваме дека обвинителката треба да се појави, дека треба да го поднесе извештајот пред овој законодавен дом. Благодарам. Замолам само со мира, повелете. Пред овој законодавен дом извештај лично со нивното присуство поднесуваат представници на цела низа на институции, на дирекции, на агенции, председателот на државата Ѓорѓе Иванов, избран од граѓаните на Македонија, народ го бирал, народ го гласал. Исто кога што извештај поднесува пред овој парламент и Ѓорѓе Иванов, и Бранко Црвенковски, и Борис Стајковски, и Киро Григоров, сите тие поднесуваат извештај лично во Собранието на Република Македонија. За жал, имаме ситуација во која што прв пат во 25 години историја на парламентаризам и парламентарна демократија во Македонија, некој представник не сакава во Собранието и не го поднесува извештај. Апсолутно има законска обврска лично да дојде во Собранието, да го поднесе извештај, да се соочи со противниците и да го образложи извештајот пред највисокиот дом во македонската држава. Благодарам. Повелете, господине. Апсолутно, да. Повелете. Ќе го соопштиме кога ќе почне седницата. Очекуваме госпоѓа Јанева да дојде пред Собранието, да дојде пред противниците и да го презентира својот извештај и да отвориме дискусија по него. Благодарам. Повелете, Илена. Марко Зверовски има многу пати доаѓање во пленарната сала на Собранието на Република Македонија, вклучувајќи и одговори на седница на поделнички прашања. Тие најчесто беа поставени од опозицијата. Значи, ќе подготвиме и извештај на луѓе кои што имаат дојдено во Собранието, таа листа е навистина долга. Немаме ситуација во која што некој не се појави. Доколку нема други прашања, на сите ви благодарам за вашето присуство. Со задоволство, повелете господин Мира. Ние се надеваме и очекуваме господјата Катица Јанева да дојде во Собранието и да го образложи својот извештај и по него да отвориме дискусија. Господјата Јанева има законска обврска да дојде во Собранието на Република Македонија, да го поднесе извештајот и да разговара обшто со тоа, затоа што ова е целосно заобиколување и пресукнување на највисокиот законодавен дом во оваа држава.